Почитувани гледачи, добро дојдовте. Агроспектар, ново издание. Ќе направиме анализа на состојбата во земјоделството во поглед на временските неприлики кои што се случија во почетокот на пролетта, а имаат за цел да го уништат земјоделското производство. Негативни температури, лоша хидролошка состојба која на момент се подобри со врнежите од дожд. Исто така, во емисијата ќе се осврнеме и на состојбите на терен кога е во прашање земјоделското производство, а имаме и новини од фитофармацијата. Бидете со нас и со ова издание на Агроспектар. Професор доктор Исто Вучков е со нас, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Негативни температури во април, речиси пракса е веќе секоја година околу Благовец да ги имаме овие негативни температури. Во Тиквашијата негативни температури од -3 до 0, значи тука негде се движеше таа лоша температура која што може да го уништи родот за оваа година. Што велат вашите согледувања? Има ли штети од овој ладен бран кој што ја зафати Македонија и каква е хидролошката состојба со оглед на тоа пак дека имавме и врнежи од дожд? Точно е тоа што рековте, дека неделата која е зад нас, сме со 10-тиот ден од април, кај што треба видно да одиме кон една консолидирана метеоролошка состојба, бидејќи влеговме во пролетта. Наместо тоа тектонско пореметување кое повеќе во нас и емисии го зборуваме, всушност се оствари. Неделата која е зад нас беше Благовец, каде што во некои локалитети, региони, производни региони, пак го загорче животот кај земјоделските фамилии. А тоа е резултат на таквото тектонско пореметување на времето и во разни локалитети се јавија различни состојби и проценти на измрзнување. И морам да кажам дека точно експозицијата, односно време траењето кое се задржало во одреден регион и неговата надморска висина и многу други фактори одлучуваат за процентот на измрзнување на одреден овошен вид или пак градинарска култура. И морам да кажам дека Република Македонија тек сега ќе се утврди, бидејќи она што вчера пред 2-3 дена се случи, сите мислат дека преживеа тоа. Но температурниот шок кој го има доживеено, младото плодче не може да биде во состојба да дојде на пазар. Тоа ќе се види малку покасно. Што е најважно од се? Сега, тој увид кој е трагедија за Македонија, посебно за земјоделието, кој е и така маргинализирано, што земјоделскиот производител е оставен на милост и немилост, и со таквите действија од времето предизвикува кај него прав колапс. Сега, ние акцент ќе дадеме на емисијата што после тоа. И моја препорака, на самиот почеток ќе биде, посебно за оние долгогодишни култури каде што е вложувано средства, ако оваа година гледаме дека кајсијата измрзнала, голем дел од луѓето не стапнува на нивата, зашто дадов за тоа пари. Тоа е абсурд, бидејќи се работи за долгогодишен насад од стручно-практичен аспект. Ние жалиме што се случуваат такви ексцеси од ниски температури. Но, тука времето како фактор е несопирлив дел, каде што после тоа, сега кајсијата ќе си листа, треба ден порано да диференцира нови папки, бидејќи се работи, како што реков, за долгогодишен насад, каде што диференцијацијата на родните папки треба да почне да се формира од мај, јуни, јули месец. За наредната година да биде добро, со добри диференцирани папки и да даде род насадот. Значи, овој хендикеп што ова година нема да се бере, тука виновник не може да се бара, бидејќи времето е фактор. Но, од друга страна, вие и сами во овие наши емисии збориме која е грижата
на државата према земјоделието. Треба ли да се менуваат сортите со оглед на тоа дека имаме глобални климатски промени? Треба ли да се менува нешто во насадите? Меѓутоа се работи за долгогодишни насади кои што и не е лесно да се направи промена. Во секој случај, зборот на селекционерите треба да биде сега суштински, бидејќи оние рани сорти, најрани сорти, секогаш подлегнуваа на такви ниски температури. Но, од друга страна, самата промена на климатските услови, бидејќи пред 15-20 години се случуваат такви ексцесни години, но тоа е веќе како редовен принцип. Да, ова е веќе пракса секоја ние година. јануар, февруар немаме зима и ни дојде март со пролетни мразеви. Со пролетни мразеви и го уништи производството. Значи го подлажува производството да тргне, а од друга страна доаѓаат ниски температури. Тука било кој фактор, еве сега гледам ова недела, мене ме радува што дел од производители имаат еден финансиски издаток голем, каде што прават големи пластеници за производство на цреша. Покриваат периодот кога има ризик од тоа и успеваат да берат цреши кои имаат своја цена на пазарот. Значи, можно решение е и тоа, бидејќи кај градинарските култури мора да се дојде до тоа, ако дојдеме до лесен плин, мислам, поевтин плин и така натаму за загревање, ќе има можности да ние 274 денови како приоритет кои ги имаме по однос на климатските услови, светлосни денови, да ние имаме порането производство, по тоа пластеничко производство кое ќе има дополнително грење во периодите кога треба. Сето тоа влегува во таа генерална стратегија на аграрот, која буквално ние немаме од осамостојувањето. Имаме, јас за тој збор одговорност, овој период доста е актуелен. Јас како искусен земјоделски стручњак од земјоделието, 50 години сум во него. Значи, дојде приватизацијата на аграрот на еден корумпиран, нечесен начин, каде што сега, од осамостојувањето, аграрот ни е пихтијаст, недобро организиран, а тоа е изворот што треба стратешки да го градиме. Главниот имидж за државата да биде извоз на еколошки квалитетна храна за европскиот пазар. Наместо тоа, ние ги преодицираме индустријските зони и преодицираме странски инвестиции, батерии да правиме и седиште за коли, а аграрот со тие предности кои ги има, не се внесува и од година на година се злоупотребуваат површините плодни, кои треба да ги чуваме како производство на храна, а ние дојдовме до оноа состојба да само 20% нашите површини даваат некакво производство. 80% увезуваме, милиарда и 200 милиона даваме за увоз на... И тоа воопшто не е влезено во таа стратегија за државата и нејзината обстојба. Како ќе обстане Република Македонија? За жал, од осамостојувањето влегуваат луѓе, политиканти кои ќе се добро нафатират и ќе си одат. И за тоа нема никаква одговорност. Јас сега за приватизацијата би бил прв што ќе побарам која изврши приватизацијата, на каков начин и на кој е доделено тоа златно земјиште, кој голем дел не е обработено и таму има желки и зајци и така натаму, а ние за храната воопшто не се интересираме. И со тоа поврзаноста на трговската сфера, еве ова недела се случи, зелката, која доживеа од тие ниски температури прав крах, бидејќи над 50% има цветање на зелката. Има човек со 40 фоли, вика, професоре, не можем да скинам една глава. Сето е на цвет. И
фактор времето. А фактор на тие семенски куки, што продаваат понегаш нерегуларно семе, продаваат семе со немање на ртливост, па мешаат старо семе со ново семе. Јас ги знам. Стана милионери со мерцедеси и со се, а доле производителот е на просечки стап. Сите тие работи, мислам, како што е почнато, еве тие најнови откритија, доктор да побара 100.000 евра да побара мито или така натаму, тие работи се разоткриваат, но тоа мора да биде целосно санирано, посебно во аграрот, каде што тука корупцијата е најголема и злоупотребата на државното земјиште, кое треба да биде основ за опстојба на државата. Наместо тоа, ние околу секое населено место правиме индустријски зони со првокласно земјиште, кое треба да раѓа храна за генерациите кои идат. Политикантите кои се и кои беа, воопшто не размислуваат на подолга стратегија во аграрот. Да имаме семенска куќа која ќе произведува семе за Република Македонија. И да има извоз. Тоа го може Холандија, ние не го можеме. А сме побогати и со сонце и со сите услови од нив. Садан материјал и други работи, каде што институциите формално поставени, но не функционираат. Значи, целиот систем треба да се ревидира и нечесните луѓе, посебно отсутството, почнувајќи, треба сето тоа да се исчисти на еден чесен начин и да граѓанинот свати дека треба да верува во државата. Во спротивно, ние ќе имаме само лоши моменти и одење надолу, како што тоа веќе и пример престрелки меѓу политички партии и борба за власт, за да се дојде до власт, за да може да се заграби. Така. Тука го најавувам прилогот кој нуди новини од фитофармацијата. Во овие наши емисии секогаш се трудиме да градиме нешто ново, кое е навистина интересантно и импозантно, би рекол, за тоа земјоделско производство. И добра работа е што тие новини од фитофармацијата се точно во една насока на една заштита на човековото здравје. Сите средства на основ на органски принципи, органски активни материи и така натаму, секогаш мора да ги поздравиме како новост на фитофармацијата во позитивна насока за детоксификацијата во земјоделското производство. Што за жал уште од тие канџи не можеме лесно да се ослободиме, бидејќи фитофармацијата во поранешните времења точно одеше со тие активни материи кои се токсични, а покасно се утврдува дека имаат и штетно делување по здравјето кај луѓето, појавувајќи се на некој голем процент на канцерозни оболувања и други штетни делувања по здравјето кај луѓето и загрозување на животната средина. Денес ќе кажеме нешто повеќе за една навистина голема новост. Тоа е фитосеј. Тоа е навистина новост со една позитивна импресија сакаме да ја образложиме точно за овој период кога асталските сорти се веќе пред берба, каде што на каренцата мора да се размислува, каде што ботритисот при зголемување на шекерноста кај виновата лоза и кај другите култури, при зрење на доматите и така натаму, ботритисот може да биде и како секундарен патоген, голема опасност по самото производство. Фитосејфот, како новост, мора да кажем уште на самиот почеток, како новост по чисти органски принципи, бидејќи нема тука никаква негативна хемија, која може да биде проблем при бербата на грозето, дека има резидуи од некои пестициди, од незапазување на каренцата. Значи, фитосејфот представува еден
фантастичен контролор на сивото гниење од Тритисинереа и на пепелницата од фамилијата на унцинулата. Што всушност сакаме да кажеме со оваа новост, како да ја презентираме, како да ја на еден начин уедноставиме да биде разбирлива за Лозарот, па и за дел од стручњаците, колегите агрономи, кои на теренот итекако бараат такво нешто. Фактички фитосейфот и производот добиен, тоа представува една молекула точно за една природна одбрана на растенијата против болестите, како што се сивото гниење и пепелницата, значи го активира и стимулира одбранбениот систем, тој имунолошки систем на растенијето. Тоа е една важна работа, што еве тука фитофармацевтите со физиолозите има дојдено до онаа суштина да се активира и да се стимулира тој одбранбен имунолошки дел на растенијето. Односно активирање на гените одговорни за зајакнување на клеточниот зид, каде што патогените, како што се пепелницата и ботритисот, не можат да остварат инфекција. Благодарение на зајакнетиот одбранбен, односно имунолошки дел од растенијата. Тоа е еден пронајдок, фактички со неговото аплицирање, тој на еден начин минимизира и забавува она суштинска инфективна агресија која ја прави ботритисот како секундарен патоген и пепелницата. Тие со нејзиното синхронизирано делување, бидејќи тука ботритисот доаѓа на гости кај пепелницата. Пепелницата таа која со инфективниот процес ја некротизира она епидермална зона на љушпата на самото зрно и така некротизирана при порастот на меристемските клетки од самиот на самото зрно доаѓа до пукање, бидејќи тие инфективни клетки немаат моќ ја имаат изгубено меристемската моќ на делба и тука веќе доаѓа до пукање на зрното. И како такво нешто доаѓа ботритисот и почнува тој процес. Тука е она суштина на фитосейфот, каде што сето тоа тој го оневозможува и тука имаме навистина оне ефект, бидејќи со едно стимулативно тестување со фитосейфот се постигнува ефект кој ја зголемува силата на самата епидермална зона на зрното. Она имунолошка основна одбранбена акција која е точно фитосейфот обусловува и тука се постигнува навистина фантастичен резултат. Фитосейфот. Ние сега кога збориме за лозарите во Кавадаречко, Неготинскиот, Велешкиот регион, Свети Николскиот и така натаму. Во тој период испрскани, каде што имаме градобитни овие зони, фитосейфот со тоа стимулирачко делување, со таа една одбранбена имунолошка јачина која дава, настануваат оние брзи рехабилитации на растенијето. Ние минатата недела зборавме за биостимулаторите и за се. Но тука навистина фитосейфот постигнува фантастични резултати токму во тој период. И кога збориме за виновата лоза, мора да кажеме дека онаа пукање на доматите што се случува, оние други деформации кај други култури,
Дали тоа било во кај доматите, кај пиперките, кај модриот патлиџан, кај дините, кај краставиците, лубеницата, кај корнишоните. Сето тоа на вистина со фитосеитот се постигнува фантастичен резултат со доза применета со само 2,5 до 3 литри по хектар. Се постига еден фантастичен резултат. Сега, тука, во овој период на пораст, трансформација на киселините во шекери, во периодот на зрење и предзрење, тука може слободно, бидејќи е компатибилен со сите средства. Тој може да се примени во секој од прскањата и 7 до 10 дена во тој период од почетокот на зрење до бербата може слободно да го даде оној фантастичен ефект кој се од него и очекува. Што е значајно да спомнеме за фитосеитот како една навистина голема новост која дава една неверојатна позитивна насока кон земјоделското производство по однос на квалитативниот аспект и, што е најважно, квантитативниот големен принос, квалитетно производство и без резидуи, бидејќи се работи за органско производство. Што ќе кажеме за фитосеитот? Во европските сите тие стопанства кои произведуваат храна, фитосеитот си го наоѓа решението и во интегралното, и во органското производство. Што е многу важно. Бидејќи во органско производство, кога дојдеше појава на пепелницата, зборевме дека сумпурот е дозволен према органски принципи, недозволен и така натаму. Тука се работи за една молекула која навистина делува. Значи, тоа е новината која делува на имунолошкиот дел на растението, ја јача она епидермалност, она отпорност и тука нема можност пепелницата и ботритисот да го извршат тоа што сега во овој период при врнежиот ош посебно го прават. А тоа е уништување на родот кој е само за можда 5 или 10 дена пред берба. Доколку имаме такви врнежи од дош нестабилно време кое го имаме оваа година, може слободно да кажеме дека губитокот може да биде голем, а фитосеитот тука може да постигне навистина добри резултати. Што е друго значање? Сега, пламеницата, гимноспорангиумот, кај крушката, или пламеницата кај доматите, фитофтората, или било која друга, кај краставиците и така натаму. Тој значајно е, и тоа заслужува респект и почит, и подцртување со црвено, дека е компатибилен со сите средства за заштита на растенијата. И во секое време, со добро одмер на средството, со квалитетно мешање и квалитетна апликација, фитосеитот се уклапа во тој цел програм на заштита, постигнувајќи го оној суштински имунолошки дел на секој растителен вид. Дали е тоа во штарството, дали е тоа во лозарството, дали е тоа во градинарството или цвекарството чак би рекле. Бидејќи ботритисот знае во цвеќето да направи таков ршум или пепелницата, каде што може да направи голема штета, доколку не се преземаат мерки. А тука фитосеитот навистина може да се итекако примени и да го даде оној суштински дел. Не сакам да ги замарам, воопшто да ве замарам, бидејќи овие прилози ги правиме на еден едноставен, сватлив и прифатлив начин. Ако почнеме да збориме како внатрешните шекери, протеините или другите сахаридни форми компатибилно делуваат, како делуваат на ојачување на тој дел на епидермалниот дел, тука тој замор нема да ви го дадеме, бидејќи таа висока стручност која е внатре вградена,
не е ни толку значајна отколку тоа што упатството и оние глобални работи кои ги даваме се и како важни за секој кој сака да го примене ова средство. Значи, со еден збор се работи за чист 100% природен продукт. Тоа е новоста. Второ, значи 100% природен чине, нема никаква каренца, буквално кажано ден-два, дали ќе се бере грозјето, дали доматите или така натаму, тука воопшто не делува да каже некој стоп, не смееш да прскаш со било кое средство, бидејќи каренцата е важна работа. Тука, бидејќи нема никакви токсични творби, тука слободно може фитосейфот да се користи. Уште поважно, 100% безбеден препарат, кој може да се примени и пременувачот, апликаторот, производителот кој во пластениците го минува денот. Фитосейфот нема никакви штетни последици по здравјето кај луѓето, а уште помалку со апликативниот доз, за кој рековме дека е органско, дека е воопшто без опасност за здравјето кај луѓето или растенијата. И дозата, ако е нешто зголемена, тука никогаш не се појавува некакви фитотоксични ефекти. Бидејќи некој инсектицид, ако го примениме во некоја поголема доза или концентрација, може да се случи да ние имаме хаварија, ништење, изгорување на масата. Или пак, побратно, ако не се стави дозата, пак да нема резултати. Фитосейфот со тој одмер на средство што го рековме, значи ги дава оние точно прави резултати. И во тој период на презрење, за добивање на еден квалитативен целосен опфат, на 7 до 10 дена, последниот месец, третирањето во другите третмани, ако се стави фитосейфот, може само да имаме една добивка по однос на квалитативен имунолошко зрно или производ од градинарска, овоштарска или лозарска култура. Сега, што е многу важно за фитосейфот? Имаме нестабилни временски услови. Тој за само неколку часа по апликацијата, знаеме дека голем дел од препаратите, штом заврна дош, праксата во заштитата, ние збориме најмалку 46 часа или 48 часа треба да поминаат да се тоа средство, било кој фунгицид или инсектицид, поприма, па да се постигне резултатот. Ако има врнежи од дожд, има лесни испирања и така натаму. Фитосейфот има карактеристика со доброто мешање, точниот одмер нормално, со апликацијата. Ние имаме на вистина за само неколку часа целосен влез на средството во самата физиолошка функција на растението, во самиот метаболизам, каде што тоа е веќе попримано и врнежите од дожд воопшто не делуваат на негово испирање или некакви економски издатоци, а дождот го однесол. Тоа што се случува кај многу лозари што мислат дека прскале, оно заврнало дожд, дождот направило испирање на средството, тој прскал и после тоа гледа дека има пламеница, дека има ред други болести, средството е криво и така натаму. Не, временските прилики и неприлики се такви што врнежите од дожд се навистина во еден необичен размер оваа година и градобитноста, што ите како допринесува за таквата состојба. И важното нешто, за оние реони каде што е имало град, со секоја од комбинациите употреба на фитосейфот
и како обусловува брза функционална зараснетост на клеточните повреди кои се, на сите оние трауми кои ги има доживеено растението и враќање на тој прав имунолошки дел на растението, што значи дека тој препарат го фактички рехабилитира растението и не дозволува инфективни процеси, што примерно сега при тие повреди од град, кај одредени асалски сорти, чим шекерноста се зголеми, тука имаме и голема можност за појава на ботритисот. Затоа што тој бара влезна врата. А фитосейфот и неговата примена тука го обослабуваат имунолошкиот дел на самото зрно, на самото растение, да тоа ојача и да тоа за кратко време се рехабилитира и ние да имаме навистина еден добар резултат од употребата на оваа средство. Друго значајно кое мора да го спомнеме за овој период, бидејќи сме во една навистина специфична состојба во земјоделието, каде што имаме нестабилно време, каде што имаме утрински 34 температура, да поручате имаме наоблачување, врнежи од дожд, врнежи од град. Значи, со примената и на другите средства за заштита, бидејќи абсурдно би било да кажеме дека, пример сега за гроздовите молци за третата генерација, мора да се внимава во овој период. Фитосейфот обусловува на еден начин една фантастична компатибилност со инсектицидите, со било кој друг фунгицид, бидејќи сега за еската има некои нови моменти што треба да се оди со некои компоненти, фунгицидни компоненти, тука фитосейфот не представува баш никаков проблем, бидејќи неговиот начин на делување си има своја специфика. Ние го него аплицираме, тој не влегува во некој друг механизам на делување, туку тој индивидуално се вклучува во физиологијата, во метаболизмот на растението и тука го постигнува својот ефект. Затоа нашата препорака е секогаш онаа суштинска, бидејќи произлегува од теренот. Фитосейфот во догледно време ќе биде средство кое секој ќе го посака да го применува и да види резултатите од него. Зошто? Затоа што тоа ќе обуслови оној зад на времето кој го имаме, кој ствара услови на болест. Фитосейфот обусловува појачување на биолошкиот, односно имунолошкиот дел на секој растителен вид, да нема напад од таквите болести кои за жал од година на година се поприсутни поради нестабилното време. Затоа нашата препорака ќе биде фитосейфот да секој производител го види, го проба и од тоа ќе види кои резултати ќе ги има со една стручна и права примена. А доколку има некоја нејаснотија или сака некој да му го опишеме целиот механизам на делување, тоа несебично, без никаква надокнада ќе го направиме за секој земјоделски производител кој сака да применува препарати кои не се токсични, а кои делуваат високо позитивно за секоја одгледувана култура. Професоре, на крај сме од емисијата, што ќе порачаме? Ние во овие наши едукативни емисии подолго време, тоа ред години, сегаш аплицираме нешто ново, интересно, нетоксично, кое е од интерес за земјоделското производство да биде валидно за европскиот пазар. Тоа е најважното нешто. Стандардизирано производство,
производство за познат купувач со позната цена. Тоа се сегменти за враќање на младиот човек на нивата. Зашто? Ке произведе веќе планирано, платено, каде што тој ќе има елан да го зголемува производството. А тоа сега како што е, тоа мора од корен целосно да се промени по однос на административниот гломазен апарат кој треба да се исчисти од луѓе кои буквално не одат на работа, а зимат плата од тој буџет. А таквото нешто е присутно. За да се тоа стабилизира, неминовно е точно секој со своји вредности. Оти многу души ми префрлаат, професорот, вие гледате македонското, не албанското и така натаму. Јас ќе бидам најсреќен во Министерството за земјоделие да дојде албанец со стратегија за развој на аграрот и приклучок кон европскиот пазар и ние да видиме еден поттик на развој на овчарството во Шар планина, на граднарските култури во Струмичко, на јапонското јаболко во Валандово, на грозјето во Кавадарци и виното и да имаме еден склоп. Нека биде албанец. Но оној чин на способност е мислена именка, а тоа е главен услов за опстојба во наша држава. Значи, прием на работа на стручно, способен, креативен човек со визија, што во државата ќе направи нешто и од тоа државата ќе има корис, а користа ќе биде за целиот народ. Ви благодарам, професоре. Благодарам и вам. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Ви посакувам секое добро со нашата програма.